Овој подкаст не е обична дискусија. Ова е обид заедно да градиме, да проектираме и да поставиме темели на место каде што детето е консултирано кога нешто се променува во неговата средина. На општество каде што растење не значи да се биде само образован и хранет, туку и на вистина слушнат, разбран и уважен. На системи каде што детето има простор за гласно да ја размислува својата иднина. Ова е повеќе од само разговор за децата. Ова е разговор за тоа какви луѓе сме, какво општество сме и какво општество сакаме да станеме. Затоа што архитектурата на детството не се гради само од бетон или од клупи, туку се гради пред се од храброст, од став и од култура да го вклучи на оној кој што ќе живее најдолго во таа иднина. Јас сум Јана Пјокова и денеска со мене се Кристијан Мартинов, Изабела Димков и Михаил Здравковски и заедно ќе дискутираме на некои од овие прашања. На почетокот би сакала заедно да поставиме дефиниција за тоа што представува здраво место за растење на едно дете денес од страна на физички, емоционално и општествено и се разбира дали општеството свесно влие во неговата изградба или пак само реагира на последиците од неговото запостапување. За таа цел би почнала прва и би ја дала мојата дефиниција во однос на ова прашање, така што мислам дека ова прашање веќе одамна не се сведува на само некоја проста географија или инфраструктура или некоја убаво смислена програма, туку се сведува на некоја прашање на цивилизацијска ориентација, односно каде одиме како општество. Представува многу повеќе од само некои обични декларации или кои што ги читаме, и туку представува една култура на грижа и одговор помеѓу генерациите и договор помеѓу генерациите. Ако би требало да го дефинирам нели во една реченица, тоа представува петте место каде што детето е исполнено со љубов, каде што не се плаши да праша, да сгреши, но и повторно да се обиде. Односно, директно местото не е поврзано само со локацијата, со адресата, со улицата, со градот или квадратурата, туку напротив со вредностите кои што детето го окружуваат во самиот процес на растењето. Кои се вашите мислења за тоа што представува здраво место за растење? Еве јас ќе почнам прво ако ми дадете. Прво јас сум Кристијан Грчан Клецави, фала Јана. Би сакал малку да кажам нешто за мене. Јас сум ученик од гимназијата Кочо Рацин, меѓутоа исто така сум активен член и на повеќе невладени организации и исто така, меѓу другото, сум и член на локалниот младински совет во нашиот град во Велес. И од секогаш го имам тоа мислење дека е многу важно за еден млад човек и во овој случај за дете да биде вклучено во одлуките кои што се донесуваат за него. Сметам дека потребно е за секое едно дете да биде уважено во својата средина каде што живее, тоа да биде секогаш понудено со психолошка поддршка. Исто како што кажа ти, покрај инфраструктурата, покрај возможувањето на секое дете да учи, да живее во услови кои што ќе бидат пригодни за него, сепак сметам дека најважното нешто е да му се пружи на секое дете од нашата општина, секако го посакувам тоа за секое дете од целата наша држава, да има услови во кои што ќе има човек, возрастен човек, кој што ќе го гледа како своевиден водач во некои важни животни патишта кои што ќе се соочи како дете. Бидејќи секако ние сите ги имаме поминато тие работи и се уште ги минеме тие работи и сите ние се наоѓаме во ситуации каде што самите како млади луѓе не можеме да одлучиме што е правилното што треба да го направиме. Затоа сметам дека потребно е да се дадат сите ресурси, најпрво кај наставниците и професорите, за тие да можат доволно добро да ги разпознаат проблемите на децата, да може доволно добро да ги разпознаат и оние деца кои што се малку, да кажам, тргнати настрана, да може потивки, да може да ги разберат тие деца и да ги насочат на вистинскиот пат, а истовремено и оние деца кои што се погласни, да ги мотивираат да бидат уште погласни, бидејќи
многу луѓе сметаат дека децата се деца и децата се помалку битни во општеството и дека помалку битни од тој аспект дека тие не треба да имаат активно учество, дека ние добиваме еден вид на активно учество дури во тој момент кога ќе станеме полнолетни, кога добиваме правото на глас, а меѓутоа децата секогаш треба да бидат подучувани од страна на возрастните, дека гласно треба да го искажуваат своето мислење и дека секогаш нивното мислење е важно, особено за оние работи кои ги засегаат баш нив. Ето тоа е моето мислење. Можам ја да се договорам сега на вас двајца. Јас сум Изабела, сум ученичка во основното училиште Васил Главинов и сметам дека во градењето на личноста на детето на почетокот најмногу влие и самото семејство, односно самата средина во која што се наоѓа детето, бидејќи ако што мали нозе во семејството се разговара со нормален тон, има владее хармонија и нема никакви кавги, нема никакви конфликти, детето кога ќе порасне, кога доволно ќе созре, ќе свати дека така треба да се однесува и така ќе се однесува например со целото општество, дали ќе биде на училиште, на улица, било каде. Но, например, доколку на почетокот во семејството почнат кавгите, расправиите и со секакви вулгарности, детето ќе прерасне во таква личност која што на крај таа ќе биде вулгарна, ќе го пренесува на останатото општество, но сепак и многу влијае и тоа како во кое друштво се наоѓаш, бидејќи не секогаш ако си во добро друштво, дека има различни видови на друштва и сепак сега ако детето западне во лошо друштво, тогаш ќе биде доцна за се и покрај разни зборувања од наставници, од било кои луѓе општо, мислам дека тогаш ќе ви помогнало и дека најважно е уште мали нозе личноста на детето да почне да се гради на оној начин како што треба, мирно, тивко, полека, со цел детето да свати како треба да биде, зајато кога ќе порасне понатаму на своите деца им го пренесува тоа кој што треба. Па и тоа моја мислење. Мислам да образала во однос на твое мислење дека за изградба на личноста на детето и негде ќе ме пречитам дека всушност и самото формирање на личноста се формира дека до 4-та, 5-та, 6-та година. Тоа што го кажа ти и тие се најклучни години во однос на тоа после каква личност ќе произведе одредено семејство пред се понатаму и општество, така што главно има многу голямо влијание каде расте детето. Михаил, твоето мислење за тоа што представува здраво место за растење? Да, Јана, фала што ме представи. Јас сум Михаил Здравковски, ученик во гимназијата Кочо Рацин, кој и долго време се занимавам со детските права, имам учествувано во различни работилници, различни проекти и активности со цел да пробаме да создадеме некое побезбедно општество за децата, за сите сегашни генерации, каде што ќе може тие да се развиваат во нормални и во прави личности. Се согласувам со сето тоа што вие го кажавте. Детето му е потребна помош психолошка, детето му е потребно да се развие во нормално семејство, каде што ќе нема кавги, ќе нема расправи, каде што родителите ќе бидат свесни дека треба дека имаат обврска, да го порасна тоа дете во добра личност и да се развива во добро друштво, бидејќи сите тие фактори може да речеме дека влијат многу на тоа како ќе порасне и како ќе изгледа детето кога ќе биде возрасно. Детето му е потребно исто така да порасне во општество каде што ќе нема страф од тоа дали тоа ќе се врати дома безбедно, дали можеби ќе биде нападнато од други луѓе или од можеби улични кучиња. Детето ќе нема страф за тоа да го искаже своето мислење, да се представи кој е, за да се не со нови другари и каде што детето ќе може да има здраво тело, односно нема да му бидат продавани секакви различни отрови, секакви различни нелегални субстанции,
Мислам дека важноста на менталното здравје е подеднакво со важноста на физичкото здравје. Исто друго што заборавивме да кажеме, мислам дека е многу важно за се ова да се оствари, за да можат децата да ги уживаат сите права кои што треба да ги добијат, за да можат да живеат во една безбедна средина. Потребно е да има една унија, односно сите деца да само преку унија можат да добијат одредена моќ во средината во која што станоѓаат. И секако ова треба да биде подпомогнати од возрастните. Сметам дека треба преку образовниот систем да се учат децата, дека е важно и дека е добро да се групираат и да го искажуваат јавно своето мислење. Затоа, значи, мислам дека најважно е сите деца заедно и сите млади заедно да се насочат кон одредена цел која што им е потребна во околината во која што живеат. Да, бидејќи на крај на денот таа цел е за нив, за заедничка за сите. Многу добро и многу гладенски го издискутиравме ова прашање од сите можни аспекти. Сега ова прашање не води до едно друго посуштинско прашање, а тоа е кога всушност зборуваме за овие права за децата, дали на нив помислуваме само како на некоја апстрактна идеја или пак како на жива одговорност која што навистина треба да биде спроведувана и почитувана во секојдневието, односно во домот, понатаму во училиштето, на улица, како дел од општеството, општината, и всушност кој ќе ги сноси и последиците доколку овие права бидат премолчени или пак прекршени. Одговорот на ова прашање кој би сакал прв да го даде? Јас ќе ти го дадам ја да одговорот на ова прашање. Јас лично сметам дека правото на детето не треба да се гледа на еден начин од аспект дека е апстрактна идеја или некаква мисла, која што нели ќе биде само запишана на парче хартија, на некаква декларација, во некаков закон, додека пак тоа не се почитува. Сепак нели секој дете има право на љубов, право на образование, да биде безбедно, но секако и право на здравствена заштита. Но што ви правеле, например, доколку се тоа не се почитува? Детето на почетокот, тој ќе биде онаа жртва, тој ќе биде оној кој што ќе ги трпи последиците, доколку станува збор за некој повлечено дете, потивко ќе се повлече настрана, ќе се тргнат сите дискусии, наставно ќе се изолира целиот свет. Додека пак оние кои што ќе бидат виновниците за ова, на почетокот ќе бидат родителите, кои што нели замолчуваат, замижуваат за сите проблеми, кои што нели некогаш детето може да си каже проблемите на своите родители, родителот да не сака да слуша, потоа се одговори наставниците, доколку нели не сакаат децата да разговараат дома, и на стручна служба на училиште и на наставници на кои што треба да им собрат. Следни виновници се тие кои што нели не го пријавуваат насилството или пак пример прекршеното право. После тоа се сите оние институции кои што нели доколку не помогне ни наставник ни никој се добат институции. Тие се најмногу видени доколку нели го премолчат тоа, го прекријат и нели продолжат понатаму со животот, а нели детето си останува така изолирано од целиот свет, повредено и нели многу голем дел од овие повлечени деца на крај поради некои насилства кои што им се вршат или пример се изолирани од целиот свет, може да доведат на крај да паднат децата во депресија и нели од таа депресија многу потешко ќе се излечат. Затоа мислам дека најважно е општеството нели да биде здраво, каде што нели детето ќе сподели, родителот ќе го изслуша, ако родителот нели евентуално не може да му помогне, постојат нели стручна служба, педагози, психолози, каде што нели тие се оние кои што треба да работат со детето, нели да работат со него, а доколку правото му е прекршено, да го пријават во оние институции кои што се одговорни за тоа право и после нели тоа што му го прекршил правото да ги сноси последиците. Така, доколку нели не би имало како да кажам прекршоци уште во првиот степен во семејството, не би ни стасало тоа до институциите, меѓутоа ако се би функционирало правично, не би имало ни така поддршка. Јас мислам дека дури малку е апсурдно што денес овде во 21 век, 2025 година, зборуваме за прекршување на правата на детето, меѓутоа тоа е нашата реалност. Како што каже Михаел, може би малку
почнавме да дискутираме за помрачни теми, меѓутоа големи проблеми со кои се соочуваат децата и младите се тие субстанции на кои што голем дел од децата се изложени. Не би рекол дека голем дел, меѓутоа и тој мал дел е многу значаен. Деца зависни. Да. И истото што го спомна Изабела, пак ќе кажам, најважно е возрастните да дадат поддршка за децата. Потребно е институциите да се работат својата работа и потребно е секогаш до крај да бидат истерани сите закони, сите правила и секој дете да си ги добие своите права. Да би го, ако на правото на детето или било каква насилство му се врши на детето дека е помала, и големи се шансите дека кога ќе порасне, нели тој ќе не може да се развие во здрава и нели личност која што ќе размишлява утре и ќе придонесе некои работи за општеството. Исто така имаме многу случаи на булинг. Ова треба да биде дискутирано, ова треба да биде тема на која што постојано ќе се зборува и треба да биде тема на која што за која што луѓето ќе слушнат. Бидејќи сигурно сум дека сите ние тука четворица имаме слушнато за барем еден пример на булинг, а знаеме дека училиштата и сите други луѓе кои што треба да се грижат за ваквите проблеми не се грижат доволно. Затоа сметам дека пак ќе кажам, возрастните се најбитни тука. Од една страна мислам дека и во последно време се прават многу промени во однос на тоа прашање. Ева како пример ќе го наведам проектот кој што беше спроведен во нашето училиште, во гимназијата Кочураци на Бидас. Примерот со работилницата за врснички едукатори, каде што одевме по основните училишта во градот и изборувавме за колку е битно пред се да се превентира таков случај, понатаму доколку се случи да се реагира и да се сруши тој индивидуално пријавник на жртва насилник, меѓутоа и оние кои што пасивно бидат страни ништо не придонесува во однос на тоа прашање. Да, исто и знам дека во нашиот град во Велес во повеќе основни училишта има и мејлови за пријавување на булинг, што мислам дека е секако чекор кон слободна насока, да. Многу ми се допадни примерот во основното училиште Божи Конески, каде што нели јас бев ученик и правобранител до 9-то одделение. Таму има поставено сандаче во кое што децата можат да пријават анонимно булинг. Нели доколку тие не се чувствуваат доволно спремни, мислат дека она што ќе го кажат кај службата или кај наставниците ќе биде пренесено потоа и со нивното име, знаете. Тие можат анонимно да го напишат сето она што сакаат да го пренесат и да го стават во сандачето. И мислам дека тоа треба да го има во сите училишта, каде што децата нема да го имат стравот за да ги нели за да се пожалат. Да. И би додала дека како што Изабела кажа на почетокот, правата не се само еден лист хартија, декларација која што треба да се чита на свечени настани, туку тие се пред со одлука, како што знаеме, одлуките се донесени за да се почитуваат. И сега дека на низ гледаме како подсмевки имаме вакви последици. Примерно, домот треба да биде место каде што детето ќе биде слушано, понатаму училиштето каде што ќе му биде дадена доволната автономија да тоа ги искаже пред своите права, меѓутоа и оно што му треба да се развие во една личност, да има една поддржувачка средина и се разбира општеството како една нишка и спротивно на тоа би било кој ќе ги сноси последиците, нема да ги сноси само детето, туку и целото општество би ги сносела. Затоа што на крај ќе биде неспособно да произведе едни слободоумни граѓани кои што понатаму ќе живеат во тоа општество, а се додека и ги гледаме нив како хартија, повторно ќе кажам, сметам дека и самата приказна околу правата на децата ќе гледаме како еден наратив, а не како сериозен проблем и прашање кои што треба да се делат. Мислам дека во периодот до сега многу кажавме за правата на децата, за што представува здраво место за живот, така што мислам дека би било правото место да викаат запри кога е најдобро, да направиме еден пресек и да продолжиме нашата дискусија во една друга епизода, каде што дополнително ќе зборуваме можеби за повеќе за недостатоците, предностите што можеме да смениме и слично. Така што до тогаш би можело да напишете во коментари што мислите во однос на овие прашања,
понатаму да продолжиме да дискутираме на ова неисцрпна тема.